По 9 дена на скопските клиники Боре Видевски, обвинет како помагач на Палчо во двојното убиство, е вратен во келија во истражниот затвор Скопје. Ке прима терапија со оглед на тоа дека има проблем со бубрезите, но сепак е во добра здравствена кондиција за да присуствува на рочиштата, вели директорот Бобан Утковски. Состојбата му се влошила на крајот на минатиот месец и лекарите од чутка веднаш го препратиле до градската болница 8 септември, а оттаму и до скопските клиники. Со интерклинички упат не упатија во клиничкиот центар Мајка Тереза на нефрологија, каде што истоимениот беше задржан и хоспитализиран до 7.10. овој месец, каде што во меѓуред во тој период му беа извршени сите можни испитувања. Посебни насоки за исхраната и сместувањето немало од лекарите, но директорот Утковски вели условите во кои престојуваат обвинетите се пристојни. Во сместувачкиот капацитет и во храната тука не добивме никакви препораки од болницата, него единствено што по одредени нивни протоколи му имаат препишано одредена терапија, каде што истоимениот ја зема за да ја одржува здравствената кондиција на добро ниво. Освен Боре Видевски, во притворското одделение во Шутка се сместени прво обвинетиот Лупчо Палевски Палчо, кој според обвинителството е главниот креатор и реализатор на двојното убиство, а таму се и другите двајца негови помагачи, Велибор Манев и Владко Кешишов. Според Утковски и тие се во добра здравствена состојба за следното рочиште, на кое треба да се појави мајката на Вања како свидок на 14 октомври, односно в понеделник. Во затворот ги посетуваат поблиските членови во семејството и бранителите со кои ја спремаат одбраната. Кога ќе добијат согласност од судот, значи тие припаѓаат на судот, не на нас, тие делегираат кој ќе дојде, зборуваме за најблиската фамилија, а исто адвокатите непречено ги извршуваат разговорите и подготовките за нивната одбрана непречено од наша страна. Двете рочишта на 7 и 9 октомври судот ги одложи токму поради здравствената состојба на Видевски, а во понеделник освен мајката на Вања, Зорица Ѓорчевска, треба да сведочат и Јана Киркова и Тодор Кирков. Судењето за убиствата на малолетната Вања Ѓорчевска од Скопје и пензионерот Панче Жижовски од Велес почна на 20 септември, откако Скопскиот кривичен суд ги спои двете обвиненија во еден предмет. Тогаш обвинителството и мајката на Вања бара јавноста да биде исклучена од целото судење, но судот не го прифати тоа. Сите обвинети негираа вина, а Палчо целиот предмет го нарече политички монтиран случај. Според обвинителството, обвинетите заедно испланирале грабнување на 14-годишното девојче со цел да присилат члена на нејзиното потесно семејство да даде парични средства за откуп. На 22 ноември 2023 година заеднички го грабнале и губиле 74-годишниот Панче Жижовски во Велес за да му го земат автомобилот Citroen, со кој на 27 ноември лани ја грабнале Вања од нејзината зграда и ја однеле во атарот на село Бразда и со пиштол со калибар од 9 мм преку перниче, кој го нашол на лице место на убиството обвинетиот Лупчо Палевски Палчо, пукал во главата на Вања Ѓорчевска.